42.000 денари, тонери, хартија, хамер, силикони 14.580 денари, тековно одржување на згради 30.000 денари, одржување на згради по договор 30.000 денари, поправка и сервисирање 95.408 денари, други здравствени услуги, систематски прегледи и дезинфекција 54.450 денари. Други трансфери немаме. Консултантски услуги, книговодствени услуги 43.090 денари. Други договорни услуги 87.222 денари. Овие средства се целосно употребени, т.е. потрошени средства според намената за која што се добиени. Исто така во нашата градинка Борис Трајковски Демеркапија постои само финансирачка сметка која се финансира исклучиво самостојно, т.е. со уплатите на децата за престој во градинката и Центарот за социјални работи во Неготино. Овие средства се трошат според намените за кои се добиени по претходно изготвен, доставен и одобрен финансов план. За оваа сметка нашата градинка го презентира следниот преглед. Купно приходи 1.566.866 денари. Уплата за престој на деца 1.390.270 денари. Донација 77.112 денари и пренесен вишок на приход од претходна година 99.484 денари. Купно расходи 1.482.723 денари. Реализирани расходи по соодветни конта, набавени прехранбени продукти за деца 722.136 денари. Набавени прехранбени продукти за народна кујна 307.535 денари. Средства за хигиена 214.929 денари. Средства за хигиена, значи вода 7.240, телефони телефакс 12.809 денари, канцелариски материјали 4.340 денари, тековно одржување на згради 8.000 денари, поправки на машини 21.970 денари, консултантски услуги 29.950 денари. Други оперативни расходи и јавни набавки 20.242 денари. Други договорни услуги 109.983 денари. Други трансфери 30.589 денари. На сметката остануваат 17.012 денари, истите ќе бидат искористени во оваа тековна 2026 година. Во нашата градинка исто така постои буџетска сметка која се финансира со средства од општина Демиркапија. За оваа сметка го презентираме следниот приход. Купни приходи 242.473.637 денари и вкупно расходи 2.473.637 денари. Реализирани расходи по соодветни конта, привремени вработувања 2.473.637 и други материјали и играчки 24.984 денари. Општо земено финансиското работење на градинката се одвиваше стабилно во рамки на планираниот буџет и во согласно со законските прописи. Во наредниот период ќе продолжиме исто така одговорно и домаќинско да управуваме со средствата со цел понатомошно напредување на условите и изгрижување и воспитување на децата. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, директорке. Да ли некој бара збор како точка број 13? Повеќе колега? Ева, јас имам неколку прашања до директорката на установата. Прво прашање ми е за второто финансирање, или што е само финансирање таа сметка. Имате вкупен приход од 1.566.866, а имате вкупен расход 1.482.723. Значи разлика има од 140 динара.
А вие накрая си викате на живо сметката има 17,012 дена. Ме интересира кај се останатите пари. Значи, останатите пари тук се по съответните конта и ова се е от страна на книговодството, кое ще го води и ще ги имаме. Бидејќи во предходниот период јас не бев, сега сум веде директор, овие месеци ова од минатата година. Па за таа цел не можам во цело да одговорам на ова. Тие останати конта што ви кажате, значи пресметано, цифрите ли си тука точно? Значи 1.566 што имат од групата за предпрена детски донации и лично приходи е точно и другото е точно. Значи малко десети што го наведува. Да. Али разликата од 2 на 2 од приход со разход, значи има 84 има. Мислам 84.143 дена. А имате вие останато на жиро сметка 17.012 дена. Значи тук се похвала пари. Може би и от книговодството да е, че се консултирам с ОМИФ и допълнително, че допълнам и че ви известам за след. Окей, друго нещо, сакам още едно прашање. Вие предходно сте били възпитач по Корешница, така? Да. Сега, например, тогаш имате ли превоз до самата установа или това се го паките от природата? От природата. Значи от природата за вас нема, а от неготвено ще видите до Демеркапия? Си плачеме ние природата. Значи вие исто, Да. значи нямате ли това? Нямаме, Добро. да. От и гледам тук, например, от тия ставки, например, имате, например, за нафта издвоено, Да, за това горима е. 33,549 и напуснали за регистрация на возило. Знаете, сега имате више возило. Да. И ја имам информации дека, например, левот што го правите во Корешници и Бистрици, го правите по такси возила. Значи, како е возможно да се праќа лев за најмалите деца по градинките што ги имаме во Корешници и Бистрици по таксите? Имате собствено возило, имате ова, треба да рачунате например, тие деца да бидат максимум заштитени. Дома не се стигнати такви информации дека левот се го прекарат по такси возила. Не, сега тоа е регулирано, тоа беше случај кога правото беше на автомобилот, значи не беше. И тоа беше еднодневно и денеска возилото однеси, достави храна, важна е од кујната, вработените и тие однеси ја доставија храна и леп. И се што беше потребно за наредната текотна. Значи се надевам дека тоа ќе продолжите така да го правите. У овие случаи се најнежните, најмалите деца на мала возраст, што не смее, например, дали е лек, дали било што, да се пратят по некој приватно возило или неосигурано или неизчистено. Не, нормално. Значи таа кола е за тоа наводена и за истото, че Да, ти там гледам, имате за гориво трошко, регистрација више, регистрирано весе. А оде, например, со такси тоа е малце чудно и се надевам дека во иднина нема да се случи повторно. Не, ви ветувам и гарантирам дека нема да биде така. Дали ми това разбор? Сакам да ја вршам директорката во делот на расходи, други оперативни расходи, јавни набавки. Дали тоа се воде само за јавни набавки или купно е таа сума за се? Не, тоа се други оперативни, не е купна сума за јавни набавки. Значи, Това е 1242, дали е само за лица што ги воде јавните набавки? Да, заедно. Мислам за услуги. Инако јавните набавки се на посебно. Добре. Свободен данъчен трудов сбор. Перечинителен важен сбор. Точка брой 13 ставаме на гласуване. Кой е за? Дали ова се прифаќа ке со измена? Да, значи директорът ми кажа, дека ќе продолжи и аз се изменувам додека имате вие право на збор и аз пробав со мислех дека да не е некоја печатна грешка од книговодството. Не успеав да довршам. Точно му се. И слобра? Точно му се. Значи тоа 100 пати го собрав, точно му се. Да.
Сепак, например, сакаме одговор, например, дали тие ще ги подготвуват тие работи, дали тие ще ги... Сигурно сте на возможност Да, Заради тоа че, например, това сума и това сума не се поклапат. Сега, ако има нека ставка, например, да се отзимат тия средства, да се потрошени, ама това пак ще гласат 2025, значи не е да вземат 2026 да се отзема дали за общината, дали да се побречат на запаите. Това директорът, че го среда, исто така, че не го приложи на нас, за наредни условия, да видим грешката да се изправят. Ви благодаря на директорите. Значи 5 гласа за, дали има против, дали има въздържани, 4 гласа въздържани. Ви благодаря. Точка брой 13 е усвоена. Имате приятели лекциите. Далее има представник от другите институции, които в интерес на времето да не чекат. Тука си от школото и от Боша. Кој тоа? Зошто? Па е школото. Далее да преминуваме на друга точка или... Додека да дойде директорът на училището, преминуваме на точка брой 1 от дневния ред. Предлог одлука за разпишуване на явен повик за проявуване на интерес за приявуване на кандидати за избор на един член на управен и един член на надзорен отбор на явното предприятие за комунални работи Бошова Дмитрка. Проверете представниците от приложената администрация. Значи, оваа одлука например за претходно средениот јавен повик за проявување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во управниот и надзорниот одбор. По тој јавен повик беа избрани 4 членови во управниот одбор и 2 члена во надзорниот одбор. По таа причина се јави и потреба за повторно распишување на јавен повик за проявување на интерес за пријавување на кандидати, со тоа што овој пат избираме еден член во управен одбор и еден член во надзорен одбор. Со напомена дека во надзорниот одбор, значи, до самиот повик е наведено дека станува збор за лице кое што треба да има нели соодветно образование од економските науки. Ви благодаря. Evo neko da razgovor. Povedete kolega. Јас само имам забележка, например, знаем дека пред тоа го поминаме. И на предходното што имаше, например, за управниот одбор. Значи, искуство од 5 години. Гледаме тоа моментално го немаме, сега ова второ објаснување. Не знам зашто е изменето, кога водиме по истиот. Например, само продолжуваме, тука не пише дека треба да има 5 годишно искуство. Мислам дека се однесуваше само на тие што беа со образованието. Да, на предходното е, баш го имам јас од предходното, вика, член на управен во јавното предпријатие треба да има најмалку 5 години работно искуство. И наведено, например, еден член да има со финансиско, еден да има со право. Ако више, например, имаме моментално и од финансиско и од право, значи сега проблем само што не е напишано со 5 години искуство. Инако не е проблем. Со било како кабинет член. Вие kada не е напишано? Ама вака сега. 5 години, за член управно. Вака, во самиот член е наведено дека член 17 од законот, значи членовите на управниот одбор во јавното предпријатие треба да имаат најмалку 5 години работно искуство, од кои најмалку еден член на управниот одбор со работно искуство од областа на финансиското работење и еден член на управниот одбор од областа на правните работи. Значи ние пропуштаме, јас се извинувам, значи во тој дел. Више го наредно го има. Забелешка, За надзорен го има. За надзорен го има. Да. Мислам, само треба да го дополнам и кај управниот одбор дека сепак треба да биде работното искуство, меѓутоа не конкретизирано во одреден. Да, и мало сега, например, обмислите, например, управен и надзорен палец, човек со финанси. Да, тука само да се високо образование, да. Да, таму више потребно е да бараме човек да речеме комисията да преса така образование. Значи това треба да се смене, да
кај услугите, во делот тоа на јавниот повик кој ќе биде, да. Во делот на јавниот повик ќе ги додадеме. Комисијата која одлучува на тие критерии, че се ги разбор. Видите например разбор, точка број 1 става на гласање, кој е за, едногласно за, нема против, нема воздржани. Поради тоа што директорот на Димче Ангелов Грабарот е веќе присутен, преминуваме на точка број 12 од дневниот ред, дето заклучок за установување на годишен финансов извештај по задачна сметка на Димче Ангелов Грабарот на КП за 2025 година. Верно, директоре. Добар ден. Почитувани председателки на Совет, почитувани советници. Финансовиот извештај за годишна сметка за 25 година на Основното училиште Димче Грабарот Демир Капија. Вкупно приходи се 45 милиони 554 907 дена, вкупно разходи 45 милиони 554 907 дена. Прегледот на средствата за финансовите извештаи за 25 година изгледа така. За основни плати на доместици 28 милиони 69 428. Придонеси за социјално осигурување 10 милиони 884 295 денари. На доместиците 729 948. Патни разходи 5000. Комунални услуги, грејење и комуникација 1 милион 341 164 денари. Ситен инвентар, алат и други материјали 1 милион 153 060 денари. Поправки тековно одржување 656 956. Договорни услуги 2 милиони 88 837. Други тековни разходи 61 112 и разни трансфери 564 297. Или вкупно, како што спомна претходно, 45 милиони 554 097 денари. Финансовиот извештај за собствената сметка на Основното училиште, вкупно приходи во 25 година имало 125 439, вкупно разходи 107 252 при што за наредната година има пренос од 18 187 денари. Приходите би изгледале вака. Од административни такси на доместици 125 439, помошни активности во образованието 20 000, закупнени 105 439 или вкупно 125 439 000. Додека за разходите имаме ситен инвентар, алат и други материјали за поправки 38 363, договорни услуги 68 889 или вкупно 107 252 денари. Во однос на за реализираните јавни набавки од 25 година, според планот беа предвидени 11 и се распишени тендерите за 11 јавни набавки, но за жал еден од нив беше поништен, бидејќи понудувачот на услугите не си ги исполнил неговите обврски и во крајот на јануар, така беше почеткот на февруар месец, тој договор беше раскинат на негово барање. Останатите што се реализирани се однесуваат на следните работи. Канцелариски материјали и товари, распишен и реализиран во јануари, такси превоз исто во јануари, работни униформи во април, награди средства и опрема во јуни, одржување електрична инсталација, парна и водоводна инсталација во мај, реконструкција на графично осветлување во спортската сала во јули, прехранбени артикли и пијалаци во март, огромен материјал, дрвени пилети во јули, превоз на ученици во јули и интернет и телефонија во февруар. Со тоа што последниот не ви е предоставен овој документ, последниот за огромно дрво, реков е, за огромно дрво е реализиран во јули, кој што уште не е во важности за ова учебна година, до крајот на учебната година. Тоа е. Ви благодарам, директоре. Да некој даде збор на точка број 12. Добар ден, директоре. Спомнате договор раскинат. Кој договор беше? За пелетите, да. Беше Бимбо од Пекчево добил на тендерот, тендерска документација, со најповолна понуда.
Тој договор беше склучен во јули месец, меѓутоа до крајот на јануар месец Бимбо не ни испорача ниту една вреќа од пелетите. И бевме приморани да набавуваме огрев на друг начин. Има јавна набавка сега имате? Не ни е уште распишен тендерот, чекаме да се придржуваме според план. Во јули месец повторно да распишеме нов тендер. Ама имате набавено сега пелети? Имаме, да. Ама нема јавна набавка? Не е јавна набавка, меѓутоа го искочитувавме правилникот за набавка до минимумот на средства што се предвидени за таа. Добро, и дали спомнава средства од Министерство на сметка на тајна година, колку? Реков, според дотациите, вкупно предвидени беа 45 милиони 554,97, толку приходи има толку разходи. Добро, дали се повлече Министерството средства? Да. На крај на година, сега година дека си повлекува средства, така не се реализираме. Околу 2 милиони и 800 или така нешто, мислам беше 2 милиони и 800 или 900 или така нешто, мислам дека повлекува. Евгений ги знаеш. Евгений. Да, повлекува, доста пари повлекува. Да, немаше време за реализација. Да, од тие причини, да. Заради изборниот период, Па, така се погоди. Немахме време да распишеме некој друг тендер, што имаше друга потреба и така пропадна тие средства. Благодарам. Благодарам, да не друг разговор. Тие никой не бај разбор. Точка број 12 ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Благодарам, директоре. Благодарам за вас. Благодарам директорот на Бошева Демиркапија беше тука. Точката 11 ја ставам следна. Во интерес на времето на директорот. Точка број 11. Предлог решение за давање согласност на финансиски извештај на Бошева Демиркапија за 2025 година. Следвајте, директоре. Благодарам. Организационната структура на Бошева е истата от предходно, например, членуват отделения. Това е отделение за административни работи, отделение за организации и отделение за комунална хигиена и явно за имиграция. Биланс на годишно буен во за оваа година за 25 е прикажано и самата табела подолу. Например, во за Демиркапија во 2025 година како приходи, како фактуриран износ, Бошева има околу 4 милиона и 100 хиляди, а има фактурирано околу 126.000 метри кубни. Тоа е на физички лица, на правни лица има фактурирано околу 2 милиона и 800, што е многу помалку од 2024, каде што гледаме дека при правните лица скоро дупла ни се намалува износот во денари. Така да и ки правните лица си има многу голема разлика во кубикажата на вода. Значи фирмите на нас ни се намалува, додека ки правните лица се зголемува кубикажата. И негде не околу 1000 кубика, тука негде. Фактурираните износи, да не ви ги читам во другите села, пошто ги имате во табелите. Понатаму за останати финансски резултати се доставуваат растените на сите приходи и разходи за текуната и за минатата година, както и остварените финансски резултати. Приходи за 2025, приходи од вода имаме околу 8 милиона 823 милиона денара, приходи од смети имаме 5 милиона 691, приходи од канализација имаме 1 милион 859,
приходи од одржување на зеленило имаме 1.534.000, приходи од јавна чистота имаме 810.000 за оваа година, каде што се зголемуваат од претходните години. Приходи поголеми така што се имаме од Панаџиево што е одржан, тоа се 171.300 и други приходи во табелата се напишани, сега да не ги образложувам сите, ги гледате, ако треба нешто после ќе да објасним. Подолу се останати приходи расценки по оделни приходи. Приходи од собирање на електронска опрема оваа година, 2025 нема ништо, 0 денара. Приходи од извршени военни активности имаме 79.000, што е повеќе од 2024. Приходи од дополнително изнесување на сметки имаме 2.730 денари, други помалце нешто од 24-та, транспорт на вода со цистерна оваа година имаме 17.000 денара. Вкупно имаме 276.930. Оваа година што се многу повеќе од 2024-та, каде што сме имале 68.410. Од расходи за 2025-та потрошени материјали за резервни делови имаме околу пола милион или 499.000, канцелариски материјали, електрична енергија имаме негде околу 3.430.310, што се во разлика од 2024 е намалено околу 1 милион. Тоа се должи на издавањето на слободен пазар на електрична енергија, каде што 1 милион имаме заштедено само со тоа. Пошто кубикажите се исти со вода, значи цената за вода не цената, туку струјата не е намалена, пошто испаднавме на слободен пазар на тендер. Друго, околу овие расходи што се тука, може слободно да прашате, сега да не ги читам сите. И купно расходи се 23.115.954, со што расходите се намалени од 2024 со добри 200.000, тоа е заштедата на струја и, како да кажам, 2025 е послабо со работа, пошто се гледаше да се испадне од криза. Ако нешто ви интересира на натаму, сега да не ги читам сите табели по... Горе, во право сте, документацијата е на предан, ако имате прашања, сега дадете бара збор. Ви благодарам директоре, дали некој бара збор, однос на точка 11. Имаме околу 500.000 денара, околу 300.000 секоја година имаме тендер за чистење на депонијата и одредување од заштитен појас. Мора да има во расход. Добро да може да не е проблем. Сакам да кажам, се обрне големи внимание на депонијата. На пред една година, пред 2 години, имаме пожар. Гекатија се од 2 недели депонијата гореше. Това е точно. Мислам дали се съжаляваме. Се съчаваме, на лице место таму. Значи, депонијата сега е изчистена, денес е тотално, одорана од заштитен појас. Сега, ние панаме тогаш и луѓе на лице место, што е, ама ти не можеш ни да го кажеш, го предаваш
на полиција на јавно обвинителство, ти враќа дека он не сакал намерно да се сега на натаму. Не се сега да кажам, вие 3 месеци, некои 4, ако треба служби, значи ние имаме патрола, и имаме дежурна служба, значи патрола исто како го викаш, и имам распишано тендер од 1 милион денара, што се направи видео надзор не само на депонијата, туку на сите базенти, купти станици и се што се одвива тој тендер, се распише сега у март, на крајот на март, што ќе ги опаќа значи сите тие постројки наши, каде што треба да има физичко присуство на луѓе, пошто нема финанси да вработиме луѓе и тако, ќе биде на 3 години со рамковна спогодба, како ќе имаме пари да се направи тоа борок на 3 години. Намерно на 3 години ради да не ни се јави утре, ако е на 1 година и направиме нешто, а немаме толку финанси, да биде иста опрема, да биде ист оператор што се јават и за тоа да направиме на 3 години. Тоа е. Гледаме и сакаме да бидеме старно заштитени и пак не е само депонијата, и водата, и избориштата, бунарите мора да бидат обезбедени, пошто стварно е не дај Боже нешто се деси, па да не расправаме. Друго прашање. Обрни внимание на депонијата, не се повторя. Вако, не е до нас, значи Това беше катастрофа пред 2 години, мисля. Има ли 2 години? Не, Лани беше. Не, Лани, преклан беше, пред 2 Има години. 2. Да, не можеше да изгаси би не Най-далече беше. Да. Най-далече беше. Значи, ние само што изгасиме депонијата, после 2 дена го панаме на лице место. Човекот е предаден пријавен од полиција, од полиција во јавно обвинителство, знаеш што ни врати дека не сакал да запали. Како не сакал да запали, па он запалил два пожари. За жал, тоа е, нашите ингеренции се до тук. На полиција се до таму, јавно обвинителство е тоа. Ене го писмото, за тоа го чувам, пошто инспекторите кои идат, немаш служба, немаш. Еве ние сме го панале на лице место. Шо понатаму со тој човек? И тоа во екот на пожари која беше серта, тога се запали нашата депонија. Како серта се запали и нашата депонија се запали. Изгасиме, значи 2 недели се бореме со таа депонија, после 2-3 дена, па на лице место е пана. Човекот, ама за жал е тоа. Тука и да имаш човек, може само превентивно да го избркам, он може да влезе од друга страна. Очекува да се реагира, да не е... Да. Што пријако да го е после жарите. Това е најтешко за гасење. Ѓубре е најтешко за гасење. Тоа е окей. Да. Ви благодарам, дајме си друг разбор. Јас како председател сакам да припатам пофални зборови до вас, директоре, и до институцијата, затоа што во последно време гледаме Демиркапија нека е се почиста и почиста, продолжи така и понатаму. Ви благодарам за присуствието. Хвала. Точка број 11 е ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, непротив, няма Сонја не е. Да, 8 да се за, няма против, не воздържан. Чуеме ли се што таму? Како? Ево, ти беше една точка и Десетка. Десетка, да, се изменува. Бяха решение за даване на съгласност на това правилното различие на допълнение на статус на гласуването карта. На комисијата објаснам, значи, точно што е статутарната одлука и зашто се тие измени. Измените се во самото име скратеницата на ЈКП Бошава, пошто ние секогаш водиме ЈКП Бошава, статутот е сменет, ама во централен регистер на време за 30 дена не е сменето име. Сега мораме пак, пошто го употребуваме сега тоа име, таа точка и за 30 дена ќе одиме во централен регистер да го
да го смениме тоа име и се додава тука, пошто више мора да имат сите фирми улица и број. Ние бевме без број, ќе биде број 17, така е бележано од општината. Таа измена ќе биде, а другите по член 3 што се во статутот се усогласени дејностите само на Бошева. Тие се истите, сега некоја дејност има измени во, например, собирање или обработка од тие страни. Ова е споминато на управен одбор, сега мора, пошто Советот мора да даде согласност, тоа е. Ако има прашање. Да, некој даде збор. Или че никој не даде збор, точка број 10 оставам на гласање, кој е за, 8 гласа за, нема против, нема удржан. Ви благодарам. Мислам дека представници немаме. Преминуваме на точка број 2 од дневниот ред. Предлог одлука за траен отпис на данъчни поборувања од евиденцијата во данъчните области на општина Демеркапија за обединена платност. Благодарам, председател. Значи, оваа одлука е резултат на претходно спроведениот годишен попис во општина Демеркапија за 2025 година и во прилог, како што ви е доставен извештај за извршениот попис на паричните средства, побарувањата и обврските во општина Демеркапија се состојда на 31.12.2025 година. Во извештајот од страна на пописната комисија е наведено дека согласно евиденцијата од регистрот на базата на податоци во даночните области на општина Демеркапија, дел од даночните обврзници повеќе не постојат во трговскиот регистар, односно се отпишани и избришани, па како резултат на тоа се јави и потребата да и овие побарувања од страна на обврзниците, кои што се по основ на комунална такса, фирмарина, и комунална такса за користење на плоштадите и друг простор, и мал дел, значи данок на имот од правни лица, да истите бидат отпишани и од евиденцијата на општина Демеркапија затоа што се ненаплатливи, односно овие лица повеќе не постојат и да се направи една реална фактичка состојба, да немаме приказ на побарување кое што физички не можеме да ги наплатиме. Ви благодарам. Дај некој пар збор на точка број 2. Само секретар, ми интересира, например, а додека, например, не се избришат од регистр, нели може да се реагира. Тука гледам, например, има фирми од 2005 до 2021, од 2013 до 2021, од 2007 до 2023. Значи, немало ли шанси, например, и измiju да се наплате това средство. Сме дозволили, например, да дойде толкова долго да се направи, например, толкова години да поминат, да не се направи. Така, значи, постои механизам за наплата, меѓутоа не знам колку сметката на овие фирми била со финансиски средства во моментот, инаку се направени обиди, значи опомени редовно се доставуваат, дури во одредени периоди имавме и преку извршител, присилни наплати, меѓутоа доколку на сметката нема финансиски средства, ние не можеме да ги реализираме. Да, сепак, например, за некоја фирма е премногу години. Премног долг период, Долг период е ставено. Таа фирма после да забере, да се од регистра, да се снема. И не фере спрема другите фирми кои што редовно си ги плаќаат. Значи, у таа смисла, например, дали на годишно ниво, после такива, например, што ви завршна сметка, и одма се реагира, и 3 години најмногу. Значи, вие работи на фирма што години има тука со 10-15 години. Долготно се накачува и одговара и после го снемава од регистар, а избришал фирмата и да не постоја, гледаме тука се не 100%, ама 90% луѓето ги знаат. И имале фирми. Па се фирми од Демеркапија. Да. Благодарам, дајме збор. Виде, че никој не даде збор, точка број 2 е ставено на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема удржани. Преминуваме на точка број 3.
Предлог одлука за отпис на създадени области на бюджетот на општина администрација. Проверете. Значи, и оваа одлука е исто поврзана со спроведениот годишен попис и исто во самиот извештај, како што напомена, исто од страна на пописната комисија е евидентирано дека овие побарувања од страна пак сега на други економски оператори кон општина Демеркапија не се оптужени. Станува збор за два поголеми износи, тоа е за една фирма која што веќе и со пресуда ние во судска постапка сме се повикале на застареност и тоа побарување не е прифатено во судска постапка, а другото не е отужено. Значи, има едно грешно книжење, меѓутоа сите овие рокот за застареност од 3 години е поминат. Не е како што кажав отужени, доколку и во иднина се јават судски постапки, значи не постои можност да биде побарано од една страна. Благодарам. Давам кој дава точка број 3. Иначе никој не дава збор. Точка број 3 става за гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на точка број 4. Предлог одлука за определување зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот, градени објекти на подрачјето на општина Демеркапија. Проверете. Благодарам. Значи, со оваа одлука се определуваат зоните за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот. Со оваа одлука се определени 4 зони на подрачјето на општина Демеркапија. Првата зона, која изнесува 50 бодови, или тоа еден бод е еднакво на 1 евро, влегуваат улиците, значи 11 октомври, Јане Сандански, Маршал Тито и Линденска, 8 март, Пито Були и 29 ноември и левата страна на улицата Првомајска. Значи тие го офаќаат централното подрачје на Демеркапија. Втората зона, која што изнесува 40 вода, ги офаќаат улиците Борис Кидрич, Наумовски, Орце Николов, Кирил и Методи, улицата Партизанска, Партизанска 2, Даме Груев, Тиквешка, Димитар Влахов, 4 јули и индустријска зона Попова Кула и населеното место Чифлик. Третата зона, која изнесува 30 вода, влегуваат значи населено место Корешница, населено место Бистренци, населено место Прждево, населено место Дрен и локалитет Дошница. И во последната зона да влегуваат населено место Клисора, Челавец, Иберли, Кошарка, Страмашево, Драчевица, Беспица, Барово, Копришница и оваа група изнесува 15 вода. Ви благодарам. Дали некој бара збор за точка број 4? Видите, никој не бара збор за точка број 4, ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Ви благодарам. Може, 5 минути пауза.